Добар ден и добре дојдовте во училница по предметот Македонски јазик и литература за втора година средно стручно образование. Јас сум професор Наташа Цветковска од Општинското средно училиште Мирко Милевски од Кичево. За денешниот час е предвидена наставната содржина: морфологија, дефинирање, функција и поим за морфема, од тема морфологија и морфосинтакса. Што ќе научиме на овој час? Ќе научиме да дефинираме морфологија како дел од науката за јазикот, како и дефинирање на морфосинтаксата како делот од науката за јазикот, дефинирање и поим за морфема и класификација на морфемите, препознавање и разликување видови морфеми според дадените класификации и запознавање со поимот збороформа. Да се потсетиме на претходно усвоени знаења. Фонетиката и фонологијата се делови од науката за јазикот кои го проучуваат гласовното рамниште на јазикот. Тие се сродни науки кои се дополнуваат меѓу себе. Фонетиката го проучува создавањето на гласовите, соговорните органи, артикулација и нивните звучни својства, акустика. Фонологијата го проучува гласот како елемент кој има функција во јазикот да прави разлика меѓу две јазични единици. Глас е најмал елемент што може да го забележиме и изделиме во еден изговорен збор. Гласовите што внесуваат разлика во значењето на зборовите се нарекуваат фонеми. Еве неколку примери за тоа. Право, браво, лага, лаѓа, прв, црв. Означените гласови се фонеми, бидејќи внесуваат ново значење на зборот. Што е морфологија? Делот од науката за јазикот, што ги проучува формите на зборовите, правилата за нивно градење и нивните граматички значења се нарекува морфологија. Зборот морфологија потекнува од сложен грчки збор кој може да го преведеме како наука за формата. Морфологијата се интересира за градбата, структурата на зборовите, како и нивните општи граматички значења според кои се обединуваат во групи. Морфосинтаксата пак се занимава со употребата, односно функцијата на зборовите во реченицата. Поим за морфема. Зборот е изграден од неколку различни елементи кои дел од нив имаат значење, дел немаат. Да го илустрираме ова со зборот пчелар кој ќе поделиме на следниве начини. Зборот пчелар поделен во низа од гласови П плюс Ч плюс Е плюс Л плюс А плюс Р. Низа од слогови Ч плюс лар и низа од значенски делови наречени морфеми пчел плюс ар. Во првите два случаи се добиваат елементи без значење, додека во третиот пример деловите имаат свое значење и покрај нивната несамостојна употреба. Значи пчел е основен дел од зборот пчела. Деловите на зборот што се без значење, како гласовите, фонемите, слоговите, ги проучува фонетиката, односно фонологијата, а деловите кои имаат свое значење, односно морфемите, се предмет на проучување на морфологијата. Може да дефинираме дека најмалите значенски единици од кои се состои еден збор се викаат морфеми. Зборовите може да бидат составени од една, две или повеќе морфеми. Например, ѕид, ѕидот, ѕидови, ѕидовите, ѕидар, ѕидарство, ѕида и зи. Ձид, една морфема, ձидот, две морфеми, ձидовите, ձидарство, три морфеми. Тоа значи дека ձид се повторува во сите форми на зборот ձид. Основниот, задолжителен дел на зборот, што се јавува кај сите истокоренски зборови, се вика општ дел, корен или коренска морфема. Во овие примери забележуваме дека ձид е општ дел или коренска морфема, бидејќи се наоѓа, односно се јавува во сите форми на тој збор. Поделба на морфемите. Првата поделба на морфемите во македонскиот јазик е направена според местото во зборот,
во однос на општиот дел. Па така, морфемите се поделени на преставки и наставки. Преставките или префикси стојат пред коренската морфема. Иззида, содзида, додзида, подзакрпи. Из, со, до, под, за, во овие примери се представки или префикси. А наставките или суфиксите стојат после коренската морфема. Иззида, дзидови, дзидот, дзидар и така натака. А, ови, од, ар се наставки, односно суфикси, бидејќи стојат после коренската морфема, дзид. Ево уште неколку примери за тоа. Изработи. Из е представка, работ, коренска морфема и наставка. Научи. На, представка, уч, коренска морфема и наставка или основен вокал на глаголот. Согледа. Со, представка, глед, коренска морфема, а наставка. Втората поделба на морфемите е според значењето, па така тие се делат на зборообразувачки морфеми и формообразувачки морфеми. Зборообразувачките морфеми образуваат нови зборови. Например, дзида, дзидар, дзидарство, дзидарски. Дзида е глагол, дзидар именка од машки род, дзидарство именка, дзидарски придавка, додека формообразувачките морфеми ја менуваат само формата на зборот. Значи, истиот збор се јавува во различна форма. Еднина, множина, членувана форма, деминутивна форма, аугментативна форма и така натака. Еве пример за тоа. Дзид, дзидот, дзидов, дзидови, дзидовите, дзидиште и слично. Може да заклучиме дека различните форми во кои може да се јават одделни видови зборови во македонскиот јазик се вика збороформа. Еве пример повторно за збороформа. Брег, брегот, брегче, брегови. Брег именка во еднина. Брегот е именката членувана. Брегче деминутивна форма. Брегови множина и така натака. Во македонскиот јазик најмногу збороформи разликуваат глаголите, бидејќи тие се јавуваат во различно време и лице. Пример: чита, читавте, ќе чита, сум читал, беше читал и слично. Еве уште неколку примери за зборообразувачки и формообразувачки морфеми. Стол, столар, столарски, столарство. Значи имаме формирање на нови зборови. Или учи, учител, училишен, училиште. Учи е глагол, учител именка, училишен придавка, училиште повторно именка. Додека формообразувачките морфеми кажавме дека ја менуваат само формата на зборот, од еднина во множина, почленувана форма, деминутивна форма, аугментативна форма или глаголот се јавува во друго лице, во друго време и така натака. Пример: рид, рида, ридови, ридје, ридот, ридон или чита, читаше, читавме. Активност на ученикот. За да ги проверите своите знаења од оваа наставна содржина, обидете се да одговорите на следниве прашања. Прво прашање. Следниве зборови подели ги на морфеми. Учител, работник, рибар, рака. Второ прашање. Издели го општиот дел или коренот во зборовите. Слушател, градител, херојство, винар. Трето прашање. Кои зборови имаат на крајот формообразувачки, а кои зборообразувачки морфеми? Шумар, шумарот, шумарите, шумарство, клучалка, клучиња, клучеви. И четврто прашање.
Кои од наведените зборови имаат повеќе од една преставка? Раздели, испрочита, подзакрпи, припука. Повторно прегледајте презентацијата и обидете се да ги одговорите прашањата. Ви благодарам на вниманието. Имајте успешно учење. До гледање.